Денес мислев, наредни 3 саботи да зборувам за една тема, каков треба да биде нашиот однос кон библиските пророќства за последното време. И мислев, 7 труби за кои што толку долго зборував, да биде пример, да го земам како пример на повеќе места, а да не испадне дека и понатаму зборувам за трубите, бидејќи таа тема официјално е заврши. Затоа денес ќе зборувам нешто друго. А ако даде Господ живот и здравие, од следната сабота ќе почнем таа серија од 3, ако не и повеќе, веројатно само 3 проповеди ќе бидат долу. Денес ќе зборувам за она што беше според мене, и така реков мијатата сабота, кога ја имав поуката, ја најавив денешната за најинтересната тема, крштевањето со Светиот Дух. Ја лично уживав кога синоќа ја поминав целата од ново, дури на 2 различни јазика. И некако имав впечаток дека времето не беше доволно денес за сестра Зорица и малку ми беше жал заради тоа, бидејќи ова беше многу интересна тема. Но некои одговорите беа убави, што ги дадовте. И јас би сакал, бидејќи изразивте желба да се слуша и да се зборува малку почесто на оваа тема, јас би сакал да повторам некои важни мисли не од самата поука, туку од она што некогаш сум го зборувал на истава тема, за крштевањето со Светиот Дух. Денес слушнавме многу и за пророкот Валаам, слушнавме, мислам дека се спомена и Симон Магот. Би сакал да започнеме со него. Веќе ги споменавте и ги прочитавте текстовите за Јован Крстителот. Јас ве крштувам со вода. Во 3 синоптички евангелија тоа се кажува, дури и во 4-тото, само со поинакви зборови. А они што доаѓа по мене, кому не сум достоен да му ги одврзам обувките, тој ќе ве крсти со Свет Дух, а некои евангелија велат и со оган. Марко вели само со Свет Дух, односно не го споменува огнот, а другите евангелисти го споменуваат, другите двајца синоптици го споменуваат и огнот. И едно интересно прашање што денес беше поставено и дури 2 пати го постави сестра Зорица, беше дали овие 2 крштевања со вода и со Свети Дух се случуваат истовремено. Јас би сакал да видиме какво беше искуството, поточно да се подсетиме на првата црква. И затоа ќе отвориме прво во нешто што денес не беше кажувано на поука, да не повторувам исти работи. Дела на апостолите. Прво ќе отвориме во 8 глава. Дела на апостолите 8 глава. Ке почнем да читам од 4 стих. Претходно се збори како Савле ја прогонувал црквата, идниот апостол, и мнозина се распрснале од Јудеја, по сите предели на Јудеја и Самарија, односно од Ерусалим по сите предели на Јудеја и Самарија. И сега 4 стих вели, тие што се беа распрснале, сега одеа наоколу благовестувајќи го Словото. Така и Филип, се споменува сега тука, слезе во еден самаријански град и таму им го проповедаше Христос, значи на самаријаните.
на тие незнабожци кои што биле омразени во очите на евреите. Но внимавајте, 6 стих вели, народот еднодушно внимаваше на тоа што го зборуваше Филип. Од кого бил народот самаријански подготвен за вака благопријатно примање на зборовите од самаријанката, од чудото што Господ го направи тогаш со самаријанката и како таа после им проповедаше на сите во незината околина. Народот еднодушно внимаваше на тоа што го зборува Филип, слушајки и гледајки ги чудата што ги правеше тој. Значи, самиот Филип правил силни дела од Светиот Дух. Зашто нечисти духови со голем вик излегуваа од оние во кои се наоѓа и мнозина неподвижни и сакати оздравуваа. И голема радост настана во тој град. Можеме да се замислиме. А во градот имаше еден човек по име Симон. Тој правеше магии и со тоа го вчудовидуваше народот од Самарија. Че каде успева магии, бајачки, успеваат кај пагански народи, успеваат кај неверници, како што беше денес нагласено во проповедта. И самарјаните беа такви. Велејки за себе дека е тој голем човек. Значи, како и денешните медиумски звезди. Него го слушаа сите, од најмал до најголем, и велеа, овој е силата Божја, наречена голема. Дори го нарекувале и сила Божја самарјаните. И при тоа под Божја подразмирале на вистинскиот Бог, значи не на некој паганско божество. А го слушаа внимателно затоа што подолго време ги беше восхитувал со своите магии. Интересно. Јас се сеќавам во комунизмот, дојдо еднаш кога бев пето оделение, 85 година. Значи, комунизам, не постои Бог, мајмунизам, сите тие глупости, ама во магии веруваа. Донесоа во моето основно училиште, донесоа магионичар. И да не ви кажам што све праве, а сето тоа беше во организација, значи, на училиштето и директорот и така натаму. И потоа кога станав верник, се сеќавав на тоа и се викам, види, не постоел Бог, а во силата демонска верува. Истото и тука. Сега 12 стих е еден голем пресврт. Но кога му поверуваа на Филип, значи овие поранешни пагани, кои што се восхитуваа по магиите и сензационализмот на овој голем човек, голема звезда. Но кога му поверуваа на Филип, кој го проповедаше Евангелието за Царството Божјо и за името на Исус Христос, почнаа да се крштаваат мажи и жени, се вели. Народ почна да се крштава. Илјадници, тоа значи илјадници. Ако во Ерусалим се крстија илјадници, овдека може би и повеќе. Тогаш поверува и самиот Симон. Много интересно. Што велат? Во Босна ли го велат тоа, веројатно? Куд сви турци? Само овој не бил мал мујо, овој бил големата медиумска звезда на самарјаните. Големиот магионичар, овој бил Девид Коперфилд, или не знам денеска кои постојат. Поверува и самиот Филип. И се крстил, вели. Замислите, го крстија и него. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. И не само тоа, постојано го придружуваше Филип. Значи, овој Симон
Не треба можеби да се сомневаме во искреноста до некаде на неговото крштевање и вера. Меѓутоа, очигледно бил семе паднато крај. Каде паднало тоа? Каде што на патот не го изедоа врапците, но кој беше она семе каде што и фатило малку корен, почнало да расте, ама на каменито тло. Значи не беше доволно плодно тоа тло. Не беше тоа семе засеяно подлавок. И не беше таа вера. На почеток, значи, се јавува кај мнозина некаква вера, меѓутоа малкумина се тие што остануваат до крај. Има мнозина на почеток веднаш се откажуваат или ќе најде прогонство, ќе најде искушение или нешто таму надвор поинтересно во нивниот живот, или заради работа, или заради не знам што, маж, жена, деца, фамилија, кариера, или што сакате речете. И тоа некако ќе спласне. Почетно воодушевување кое што спласнува и поминува. Самиот Симон ги воодушевувал луѓето, ги забавувал луѓето со своите магии и природно и верата да ја сватил така, како нешто, како некој подобар производ од неговиот, но кој што и нема некоја подлабока цел, освен тоа, да биде како забава, како еден вид сензација, а кој што патем решава и разни практични проблеми. Се лекуваат болни, хроми, сакати, неподвижни и така натаму. И се разбира, да, добар бизнес. Ако тоа го нема, тоа се е џабе. Според мислењето на луѓето. И сега доаѓаме до 14 стих, оно што е најинтересно. Кога слушна апостолите што беа во Ерусалим, дека Самарија го примила Словото Божјо, ги пратија кај нив Петар и Јован. Мислам дека него доврши 13-тиот пред тоа, да него одминеме вториот дел од стихот, вели, не само што го придружуваше Симон Филипа, туку гледајки дела големи и чудеса што се вршеа, самиот Симон сега се восхитуваше на тоа. Значи, восхитувачот, што ги восхитувал другите со своите магии, сега се восхитувал на она што го правил Филип. Очевидно Филип правил поголеми дела. Да. Сега, зошто, кога мажи и жени можеме да претпоставиме илјадници, цел народ, бидејќи тука се вели Самарија го примила Словото, цел народ. Цел народ го прима Словото Божјо и се крстиле со вода со се Филип и станале следбеници Христови. Зошто апостолите од Ерусалим ги праќаат сега Петар и Јован во Самарија? Зошто мораат да ги поратат? Се крстија со вода. Се крстија. Не биле крстени со Светиот Дух. Значи, многу интересен случај. На почетокот од историјата на црквата гледаме дека воденото крштевање и крштевањето со Светиот Дух се временски, а може би и просторно, многу разграничени. Два разграничени чина. Филип, кој што бил дјакон, можел да крштава со вода. Како што може и секој старешина, не мора да биде апостол или епископ или проповедник. Меѓутоа, за да биде крстен со Светиот Дух, требало да биде испратен апостол, и тоа не еден, туку двајца. Во случајов Петар и Јован.
За да бидат крстени со Светиот Дух и за да го примат Светиот Дух, тие што некогаш веќе се крстеле со вода и веќе станале христијани. И може би поминале многу денови како такви. Бидејќи за да се отиде од Ерусалим до Самарија, спарем неколку дена треба да поминат, а и проповедањето на Филип сигурно трајало повеќе недели, барем недели, ако не и месеци. Барем недели. Значи, оние што први биле крстени од Филипа, сигурно поминале неколку седмици како христијани, како верници, крстени, а се уште го немале примено Светиот Дух. Многу интересно. Се прашам, како изгледал нивниот христијански живот без Светиот Дух? Зошто постојало вакво големо разграничување помеѓу крштавањето со вода и крштавањето со Духот? А потоа ќе видиме дека во случајот на незнабожците, кога незнабожците, кои што немале никаква формална врска со еврејската вера, бидејќи самарјаните имале барем некаква, верувале во истиот Бог и имале и свој ривалски храм на Гаризим, Самарија како град, односно старозаветниот Сихем, била исто така позната во старозаветната историја како место за израелскиот народ, Јакововиот извор, нели, Самарјанката, сето тоа. Имале тие некаква врска со, ако не со евреите, со кои што биле ривалски омразени меѓу себе, барем со еврејскиот Бог имале. Го признавале истиот Бог. Но оние пак што немале никаква врска со единствениот вистински Бог, кај нив се случува нешто поинакво. Ке дојдеме до таму. Значи, Петар и Јован се испратени да ги крштаваат со Свети Дух, бидејќи тука се вели 15 стих, тие штом слегоа, се мисли во Самарија, затоа што Ерусалим е високо. Да се отиде било каде надвор од Ерусалим, треба да се слегува, да се спушта човек. Тие штом слегоа се помолија за нив, за да го примат Духот Свети, и сега 16 стих вели, зашто се уште не беше слегол ниту на еден од нив, а само беа крстени во името на Господ Исус. Тука морам да направам една забелешка, бидејќи гледам дека се шири по интернет таа пропаганда. Дека наводно апостолите не крштавале во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, дека наводно Матеј 28:19 е додаден стих или преправен во 4. век од Римската црква, дека наводно првите христијани не се крштавале во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Туку се крштавале само во името Исусово, така гласи теоријата. Сега ќе видиме. Проблемот е што они велат во делата на апостолите, ако читаме во делата на апостолите како се крштавале луѓето, гледаме дека се крштавале само во името на Исус. Во смисло не се крштавале во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Но тоа не е точно. Никаде во делата на апостолите не гледаме опис на крштеничката формула. Значи, никаде не пишува, и кога Филип, и сега подоцна во истата глава се зборува, например, за етиопскиот евнух, кога влегува во водата и Филип рече, те крштевам во името на... Таков опис нема во делата на апостолите. Само наративно се кажува, како во случајов сега, во 16 стих, дека беа крстени во името на Господ Исус. Тоа не значи дека во моментот на крштевањето, тој што ги крштевал, не го изговарал Отецот и Светиот Дух.
како што Христос заповеда, крштавајќи ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Но зашто се споменува само Исусовото име? Зато што тоа било сегашната вистина. Тоа било битното. Сите евреи, сите самарјани дори веруваа во Отецот. Може би и муслиманите ќе ни се придружат, иако тоа малко дискутабилно. Дали веруваат во истиот Бог? Но, името Исусово беше каменот на сопнување. Синот Божи, Месијата, тоа е оно што, каде што се сопна евреите. И лежат сопнати, паднати 2000 години до ден денес. Тоа е сегашната вистина. И се уште е сегашна и за нив, и за муслиманите. 17 стих. Тогаш апостолите положија над нив раце и тие го примија Светиот Дух. И сега се вели, а Симон кога виде дека Духот Свети се дава со полагање раце од апостолите, и Симон сфатил дека со ова две различни работи. Крштевањето со вода и крштевањето со Свети Дух. Тоа се две различни работи. Ова, едното го можел и Филип, но ова го можеле само апостолите. Никој друг. До тогаш такво било. Значи, правилото. Ако можеме така да наречеме, законитоста. Само кога апостолите полагале раце над некого, слегувал Светиот Дух врз нив. И Симон кога види дека Духот Свети се дава со полагање раце од апостолите, им донесе пари и им рече, дајте ми и мене таа власт. Бидејќи само апостолите ја имале. Тоа го нагласувам, дека само апостолите ја имале таа власт. Та над кого и да ги положам рацете, да го прими Духот Свети. Много интересно. Сега за ова стана збор, да не го повторувам, тоа не е темата. Зошто сакал Симон да ја има таа власт, за да го продава Духот Свети за пари. Много интересен бизнес. И апостол Павле ќе предупреди подоцна дека мнозина сметаат дека побожноста е трговија. И малку иронично ќе потврди и на вистина голема трговија е побожноста. Ништо не сме донеле во овој свет и ништо нема да однесеме од него. Колку интересни зборови. Каква еднаквост. Нула е еднакво на нула. Добро, след случајот со Симон, тука завршувам, Симон повеќе нас не ни интересира. И се префрламе веднаш во 10-та глава. Дела на апостолите, 10-та глава. Ке има време уште 10 минути да го покриеме и овој случај. Се до дела 10-та глава, кој се крштевал и станувал христијанин? Значи, од 50-ница, па овие наредни 3,5 години, до дела 10 глава. Само евреите и, како што рековме, и самарјаните, значи, они што верувале во израелскиот Бог. И сите прозелити, сите они што предходно имале некаква врска со јудаизмот, со Израел, со синагогата, што биле странци или што живееле, иако паганско потекло, ама живееле во Израел, живееле заедно со евреи и така натаму веќе биле упатени во обожувањето на единствениот вистински Бог. Но во 10-та глава се случува нешто што ни самиот апостол Петар, во католички очи најголемата звезда меѓу апостолите, не бил подготвен да го свари. Значи, и самиот апостол Петар, замислите, цели 3,5 години после 50-ница,
некои предрасуди што си ги постоеле од порано, апостолите се уште си ги имале. А тоа била предрасудата дека не можеш да се спасиш ако не бидеш евреин. Нема спасение надвор од јудеизмот. Да, само со Христа се спасуваш. Да, без крстевање нема спасение. Ама само евреи. Ако сака некој куче да се спаси од надвор, или денес е подобро да се рече некој човеколик мајмун, согласно со науката, тогаш тој прво треба да стане човек, значи прво треба мајмунот да стане евреин, тоа значи да стане човек, бидејќи евреите само себе си се сметале за луѓе, другите биле кучиња, животни. Прво треба да стане евреин, човек, па после да се крсти и со вода, и со Свети Дух. И еден апостол Петар тоа се уште си го верувал, како природна законитост. Требало Светиот Дух да му даде визија на Петар, и знаеме која е визија, со чаршафот и животните, само нема врска со исхраната таа визија, па не треба така буквално да се свати, како што самиот Петар не е сватил буквално, како читаме таму на крајот, како он си ја протолкувал после визијата. Тука се споменуваат и влекачи земни, и птици небесни, 4 ножни, се и се што, змии, крокодили, што сакате. Морал да ја добие Петар оваа визија за да биде подготвен, тој се уште не разбирал зошто добил ваква визија, се чудал, вели, за да биде подготвен за она што следува. Значи, замислете Петар да не ја добил оваа визија, а Корнелий си ја добил. Корнелий му се појавил ангел, му рекол, оди во Јопа, пронајди го во куќата на кожарот, човекот по име Симон, се мисли на Петар, и така и така. И се замислите Корнелий да испратил гласници или самиот лично да дошол во Јопа и да го бара Петар, а Петар да не ја премел оваа визија, ништо. Дали Корнелий неговиот дом ќе беа воопшто не крстени, дали ќе беа посетени од Петар? Не, затоа што Петар никош не би влегол во дом на незнабожец. Не би стапнал во паганска куќа. Па макар била тоа и римската палата, седиштето на гувернерот во Кесарија, каде што во чијашто служба се наоѓал Корнелий како капетан, што значи бил офицер над 1000 војници, над 10 стотника. И сега 19 стих од 10 глава, после овој мој вовед, вели, и додека Петар размислуваше за видението, тој уште се чудел зашто добил вакво глупово видение со змии, со крокодили, и му се рече да коли и да јаде. Додека Петар се уште размислуваше за видението, духот му рече, ете те бараат 3 луѓе. Тоа били испратените од Корнилий. 21 стих, Петар се среќава со нив и вели, јас сум, тој кого го барате, зошто сте дошле? А ти им одговорија, Корнилий, а овде наречен стотник, може би бил само стотник, ќе видам оригиналот како е, човек праведен и богобојазен, познат по своите добрини меѓу сиот јудејски народ, прими заповед од свет ангел да те повика во својот дом и да ги послуша твоите зборови. Тогаш Петар ги угостил нив внатре, а кога отешле следниот ден во Кесарија, кај што било седиштето на римскиот прокуратор, Корнилий ги чекаше, повикувајќи ги своите роднини, значи повикал роднини и пријатели овој. Цела тајфа слушатели. Додека Петар влегуваше, Корнилий му дотрча во пресред, падна пред нозете негови и му се поклони. А Петар го потегне и му рече, стани, и јас сум само човек. Римскиот офицер му се поклони на рибарот Петар, замислете. Како е ова можно?
заради Светиот Дух. Распира е можно. И им рече, 28 стих, сега Петар си ја кажува предрасудата. Вие знаете дека на човек јудеец му е забрането да се дружи или да оди кај човек од друг род. Но мене Бог ми покажа, како Петар си ја толкува визијата. Значи, не дека земете нож, колете змии и крокодили и јадете. Но мене Господ ми покажа ниеден човек да не го нарекувам поган или нечист. Зато кога бев поканет, дојдов без двоумење. И сега ве прашувам, зошто ме повикавте? И Корнилиј одговори, пред 4 дена се до овој ден постев, а во 9 час се молев во својот дом. Одеднаш пред мене застана човек во светла облека и ми рече, Корнилиј, твојата молитва е услишена и за твоите милости Бог си спомна. Затоа прати некого во Јопија и повикај го Симон, наречен Петар, тој сега престојува на гости кај Симон Кожарот покрај морето. Затоа јас веднаш пратив луѓе по тебе и ти добро направи што дојде. Добро направи што дојде. Сега пак ние сите стоиме пред Бога за да слушнеме се што ти е од Бога заповедано. Тогаш Петар ја отвори устата и рече, навистина сваќам дека Бог не гледа на лице. Сега во случајов тоа значи не гледа на националност. Туку напротив, нему му е мил во секој народ, оној кој има стравопочит кон него и постапува праведно. И сега следува проповета. Тој им го прати на синовите Израелови словото, благовестувајќи мир преку Исус Христос, кој е Господ на сите. Вие знаете за сето оно што случуваше по цела Јудеја, почнувајќи од Галилеја, по крштавањето што го проповедаше Јован. Како Бог го помаза со Дух Свети и со сила Исус од Назарет, и како тој одеше вршејќи добри дела и исцелувајќи ги сите што беше ги нападнал ѓаволот, зашто Бог беше со него. И ние сме сведоци за се што направи тој во земјата јудејска и во Јерусалим. Него го убија, приковувајќи го на крст. Него Бог го воскресна на 3-тиот ден и му даде да се појави, но не на сиот народ, туку само нам, предизбрани од Бога сведоци, кои јадевме и пиевме со него по неговото воскреснување од мртвите. И ни заповеда да им проповедаме на луѓето и да сведочиме дека тој е од Бога определениот судија над живите и мртвите. И сите пророци сведочат за тоа, дека секој што ќе поверува во него, ќе добие простување на гревовите преку неговото име. До тука трае делот од Петровата проповед, бидејќи не ни се дава целата проповед. 44 стих вели, додека Петар уште ги зборуваше тие зборови, и сега се случува нешто чудно. До прва Петар требал да се чуди на ова што се случи. Повторно крштевањето со Светиот Дух не се совпаѓа временски со воденото крштевање и за овие римјани незнабожци. Само со таа голема разлика што Светиот Дух, како што јас се сеќавам за моето искуство, овие луѓе го примиле пред да се крстат со вода. Не само што го примиле пред да се обрежат, пред да станат евреи, што никогаш не станале, туку се крстија со дух пред да се крстат со вода. Замислите. И сега не сум слободен да речем дека ова сега станало правило за сите незнабожци кои што се обраќале кон Христа. Меѓутоа, еве, апостол Павле ги прашува галатјаните. Како го примивте духот, вели? Преку послушноста на верата или преку некое законско дело? Послушноста на верата. Тоа беше одговорот што Павле го барал од нив. Тоа беше риторичко прашање, всушност, во посланицата.
послушноста на верата, кога сме поверувале, пред или после нашето водено крштење? Како кој, се разбира. Меѓутоа, тогаш кога сме поверувале, сме го примеле Светиот Дух. Ја не знам за вас, тоа можем да го посведочам за себе. Гледам, тоа било случај со Корнелиј, тоа било случај со галатјаните. Додека Петар уште ги зборуваше тие зборови, Духот Свети слезе на сите што го слушаа Словото. Значи, сите тие роднини, пријатели на Корнелиј, а обрезаните верници што беа дојдени заедно со Петар, се изненадија, што дарот на Светиот Дух се излеа над незнабожците, над некрстени луѓе се излеа. Дарот на Светиот Дух. Замислите. Замислите да почне, да видите цела група како излегуваат, например, од чајри да проповедаат во името Христово, да прават чуда, да лекуваат, да крштаваат. Тоа е рамно на вакво нешто. Римјани, дори непријатели на Божиот народ, окупатори, воени лица. Не само што не беа евреи далеко од тоа, туку се уште не биле ниту крстени со вода. Над нив се излеа Светиот Дух. Светиот Дух на вистина, и тоа многу ми се допаѓа тие Христови зборови. Ветрот дува каде што сака. И Светиот Дух дише каде што сака. Не може ни црквата да му постави правила на Светиот Дух како да работи. Светиот Дух ќе работи како што тој сака. Никакви црковни планови, никакви црковни правила, команди, ништо од сето тоа. Ако не е според волјата на Духот, нема да има успех. Духот како да си ги прекршил собствените правила што дотогаш постоеле во црквата, црковниот ред. Луѓето се крштавале со вода и можеби ќе поминале цели седмици додека некој апостол дојде да ги крсти со Свети Дух. А сега гледаме дека Светиот Дух се излеал врз незнабожците уште пред да бидат крстени со вода. И се изненадија, со право се изненадија Петар и обрезаните верници, зашто ги слушаа како зборуваат на разни јазици. Значи, тоа не било нека обична сензација. Ги имаа пред себе истите докази за крштевањето со Духот. Се разбира, нема врска со денешниот пентакостализам, со една друга сатанска измама, но она што апостолите го доживеале како искуство кога на 50-ца го примија Светиот Дух, тие докази ги гледаа сега кај овие незнабожци. И како го возвеличуваат Бога, тогаш Петар рече, може ли некој да ја забрани водата, за да не бидат крстени оние кои го примијат Духот Свети како и ние? Со други зборови, може ли сега некој да им поставува услови на овие прво да се обрежат, да станат евреи, па не знам што друго, и дури потоа да бидат крстени со вода, се разбира, не. Па тие веќе беа крстени со Светиот Дух, тие веќе го примиле Христовото крстение. И сега некој да им забранува да го примат Јовановото, крштевањето само со вода, и им заповеда да бидат крстени во името на Исус Христос. И потоа, тие го замолија да остане кај нив неколку дена. Со други зборови, Петар бил омилен гостин во нивниот дом. Не сакале толку бргу да се разделат од него. Ако читате сега понатаму 11 глава, што се случува? Кога апостолите и браќата во Јудеја слушнаа дека и незнабожците го примиле Словото Божјо и кога Петар влезе во Иерусалим, обрезаните што беа со него го укорија. Почаа да го караат Петра.
велејќи ти си бил кај необрезани луѓе и си јадел со нив. Апостолите, оние што беа крстени со Свети Дух, оние што имале власт да крштаваат со Свети Дух, 3 години наназад, оние од кого Симон магот барал да ја купи таа власт, тие се уште ги има старите предрасуди, кои што кај Петра биле променети благодарени на таа Господова интервенција. Навистина прекрасно искуство, искуство кое што докажува дека Духот дише таму каде што тој сака. И како што Елена Вајд напишала, еден од најомилените мои цитати, неизини, дека Господ сака само неговиот дух да биде цар во црквата. И во неја да не постојат никакви други закони, освен неговите. Нека му е фала и слава вечно. Амин.